Поголеми цени, но и откупно-преработувачки капацитети. Ова се барањата на производителите на прас од населеното место Градашорци, која се смета за најголем производител на оваа земјоделска култура. Според нив секоја година цената е иста, нема сигурен откуп, ниту пак одреден преработувачки капацитет или сушара, за да може да го предаваат производството. Се потреби само ни треба откуп, за да може да проширеме ние повеќе количини за да сееме, да има откуп, да се откупува некоја фабрика или ке било само да се носи робот. Ние произведуваме, а нема кај да даваме и сега зоре малко. Стасува откупни преработувачки капацитети. Не треба на нас. Иначе земјоделието ќе се напушта, се гледа, се пропаѓа. Цената ние не го одлучуваме. Нема индустријски побудувачки, али за тоа го пазарот го задоволува цената, го покрива спрема вајдишните години, а за другите години била малку пониска, али Првиот човек на општина Василево, Славе Андонов, тврди дека како локална самоуправа лобираат кај инвеститорите да се отворат откупни центри, но и капацитети каде ќе се преработува ова земјоделска култура. Имаа слободни парцели за таа намена. Општина Василево како локална самоуправа единствено може да понуди одредени површини во индустријските зони кои ги поседуваме, се со цел да се изградат преработувачки капацитети. Такви површини имаме и ние денес овде имаме представници од неколку држави, значи заменик амбасадорот на Народна република Кина, но уште поважно е дека денес имаме инвеститор и од Египет, односно инвеститор кој е заинтересиран. Во Градашорци се одржа традиционалниот ден на празот како можност да се спојат производителите и откупувачите, но и да се зголеми производството во овој регион на оваа земјоделска култура, која последниве години се бари и на странските пазари. Во општина Василево околу 100 хектари земјоделски површини се под прас.